Итната помош не може да дојде во селото, доколку некој има потреба од лекар. Сожителите со своји возила мораат да го однесат до соседното село Ропотово, каде има асфалтен пат и каде пациентот може да ја добие првата помош од лекарскиот тим. Лепи им носат само 2 до 3 пати во текот на неделата и тоа со големи молби. А такси возило доаѓа само ако платат енормно висока цена. Вака, како пред 100 години, живеат преостанатите 60 жители во долненското село Рилево, до кое се стигнува по крајно лош земјен пат долг околу 4 километри, кој за да се помине потребни се околу 30 на минути поради огромните дупки. Не, во брза помош кој има потреба некој да се јави, ота да кажува дека село не можеме да идеме. Доро потово донесете го човекот, од тука ќе го земиме. И што правиме, ќе се наоѓаме на некој дропота. Ќе се наоѓаме. А тоа драгоцено време е тогаш. Човекот не е тоа дузур, не викаме брза помош. Викаме од потреба, што има потреба. Отечени наполно. И ове левов што носи го молиме да иди, и што не му се исплати по овој пат да краши возило и колку лева зема за 30 лева, не му се исплати и нему. Жителите велат дека се комплетно одсечени од светот, а никој не сака да им помогне. Иако помош барале и од локалната и од централната власт, велат политичари кај нив доаѓаат само пред избори. И кога ќе појдеме таму да се жалиме, ќе биде вика, ќе го направиме. И денеска нема дојде на никој. Еве јас тука сум 8 години, моментално сега направив 8 години, 3 градоначалници се сменија и исто го кажуваат. И никој не дошол да помогне. Велат дека токму поради оваа ситуација селото умира, а младите под вакви услови не сакаат да се вратат ниту за викенд. Старечко население, денес еден, утре друг, да се доиспусти. Ова село постоело многу поодамна, многу постаро, со многу население, со многу луѓе, со многу стока. Еве сега до кај догура овие наши несватливи политики. Ове закон што е, сите младите ни избрка од целава. Ова не е закон. Ова е ништо, слушај вамо. Никаква обност за селото нема. Без пат, без такви услуги не се може да се живее овде. И затоа е до тука дојдено селото наше. Од општина Долнени пак велат дека наскоро ќе ставеле тампон на патот, но за асфалт немало пари. Велат за тоа требало да помогне државата. Имале поднесено проект до Бирото за рамномерен регионален развој, но одговор за сега од таму нема.